Високите температури од депониите прават потенцијални еколошки бомби, бидејќи тие и сами по себе ствараат високи температури. Колкава во овој момент е опасноста од нив, односно дали контролите се соодветни на временските услови? Имаме секојдневна тамославачка служба покриени 24 часовно. Имаме багер кој што секојдневно работи, вклучително и саботи и недели, со задолжени машинисти, а воедно сакам да истекнам и дека уште пред 5 години имаме склучен договор со фирма за превентивна санација на самата депонија. Доколку дојде до некое зачурување или евентуално некое само запалување на депонијата, да се интервенира брзо со одредени алги, за да може да се стише тој оган и истата чур. И не очекуваме и на овие горештини сега ова лето да има нешто толку конкретно како проблем. До сега и временските услови така се погодија, немаме големи проблеми, немаме само запалување на депонијата, па нити запалување на некои несовесни граѓани кои собираат секундарен отпад. Се надеваме дека така ќе продолжи во текот на наредниот период. Во меѓувреме, освен контролираните, уште поголем ризик од пожари и загаден воздух се дивите депонии, кои без исклучок ги има во секој град во регионот. Дали за секој случај се надгледуваат и тие? Депонии се диви депонии, ние одиме 2 пати или 3 пати неделно, зависи од временските услови и расположената механизација која што ни е потребна за чистење на тие диви депонии, од 2 пати до 3 пати неделно на рачистување на истите. Во целиот овој ризичен период, капак на се е повторното одложено собирање на сметот од околу 70 депонии, кој требаше да започне уште во април. Во таа насока, како дел од проектот изградба на регионална депонија, општините добија и нови возила за смет, но сметот се уште е таму кај што не треба да биде. Овој проблем е сериозно констатиран во државата, а него уште еднаш го повторија и од една од компаниите кои се занимаваат со проблемот депонии. Има 3 пати повеќе депонии од населени места, меѓутоа во право сте, генерално и не можат да се добројат. Значи, колку подлабоко навлегувате во природата, сваќате дека има насекаде депонии. И ситуацијата е катастрофална во однос на нив и со отпадот. Сепак на овие високи температури проблемот е како депониите да останат мирни и без дополнителни проблеми за сите.